Струмица стана домаќин на првиот агросаем во регионот. Од денеска до утре попладне на градскиот плоштад Гоце Делчев се поставени штандовите на 50 изложувачи на земјоделска механизација, земјоделски производи и опрема. Организаторот на настанот, Сдруженијето Проагрофармери, смета дека ова е одлична можност за промоција на струмичкиот аграр. Како домаќин на првиот агросаем во Струмица, чест и задоволство ми е одблиску да ве запознаеме со најновите технологии и достигнувања во земјоделието. Денес со нас се околу 50 учесници на саемот од земја во инстранство, на кој би сакал да им се заблагодарам за учеството и да им посакам успешен саем и многу успешни сделки. Сакам да упатам голема благодарност до оние кои веруваа во нашата идеја и финансиски ја помогнаа истата да се оствари. Министерот за земјоделство Трајан Димковски посочи дека од буџетот одвојуваат финансиски средства за поддршка на манифестации за промоција на земјоделството. Особено се важни локалните настани, додаде тој. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја препозна потребата од вакви локални манифестации, саеми и промоции на домашното производство и затоа континуирано преку финансиска поддршка ги поддржуваме ваквите манифестации. Токму за оваа намена, преку програмата за рурален развој, финансиската поддршка од 2000 евра се поддржуваат земјоделски здруженија кои што имаат идеја за организација на вакви настани, преку кои ќе се промовира домашното земјоделско производство. Со реализација на ваквите мерки даваме сериозен сигнал дека Министерството и владата на Република Северна Македонија, освен што сме фокусирани на креирање на мерки кои го развиваат агросекторот, посветено преку програмата за рурален развој, создаваме и промоција на домашните производи. Од UNDP велат дека сајмот во Струмица има предности за целиот регион. Opening an agriculture fair in the main agricultural center in northern Macedonia. Отварањето на еден саем во еден од главните центри на земјоделството во земјата во Северна Македонија е навистина голема чест, меѓутоа не е само отварање на саем, туку и земјоделие, туку битно е и традицијата и напорот што се вложува во гајењето на земјоделските и културните производи. Градоначалникот Коста Јаневски истакна дека општината секогаш дава напори за промоција на земјоделството, кое е препознатлив белег за регионот. Вреди да се истакне дека во сета оваа успешна приказна со буџетски средства учествува и општина Струмица, на што сум посебно горд, бидејќи поддршката на земјоделството во нашата општина е еден од приоритетите на локалната самоуправа. Таквата наша интенција има покритие со општото сознание дека аграрот е препознатлива гранка за нашата општина и регион и дека оваа гранка значи екзистенција и живот за илјадници наши сограѓани. Саемот е дел од проектот Модерно и квалитетно производство кај градинарите во Банско, Муртино и Робово, кој се спроведува во рамки на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан, која е финансирана од Европската унија. Спроведувана од UNDP, а со своји средства учествуваат и општина Струмица и Министерството за земјоделство.